Се наоѓам во прекрасниот простор во старата скопска чаршија Сулијан. Мислам дека студентите графичари кога ќе дојдат во Сулијан добиват посебен поттик за нивните предиспозиции, за се она што треба да искреираат. Утрово со нас е професор доктор Славица Јанешлиева, декан на Факултетот за ликовни уметности. Добро утро. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Веќе сме за некој час пред почетокот на академскиот час, почеток на академската година. Честитки, успешна година да имате. Веќе и во најавата кажавме, привлечни се вашите оддели графика, скулптура, ликовна уметност, педагогија, сликарство. Сликарство. Да. Така да, навистина, можеме ли да кажеме што повеќе сакаат, каде се запишуваат младите студенти на која од овие категории? Ви благодарам за честитките за новата академска година. Интересот за Факултетот за ликовни уметности е континуиран. Секако со текот на годините стратегијата на државата е кон зголемување на квотите на студенти, иако глобално гледано интересот за хуманистички науки опаѓа, бидејќи тие се повеќе врзани со некаква идеологија и со духовното, отколку со материјалното. Се надевам дека тоа ќе се промени, нели се работи за циклуси секогаш. Ние сме задоволни од интересот, бидејќи споредбено со другите факултети пополнуваме околу 80% од квотата. Иако сме имале случаи кога сме ја пополниле и 100% во изминативе 2 години. Морам да признам дека најмногу интерес има обично за сликарство и за графика. За мене нејасни причини за скулптура нема секогаш интерес. Најверојатно нашите бруцоши, идни студенти сметаат дека е тоа една потешка ликовна професија, па најверојатно е некаков страв. Иако според мене е тоа еден многу интересен сегмент на ликовната уметност кој што навлегува нели во третата димензија и во просторот. Меѓутоа интересот на студентите е висок. Ние постојано и континуирано ја надоградуваме програмата. Значи, како и во минатото, пред 4 години почнавме со нов назив на студиските програми, не се само сликарство, скулптура, графика и ликовна педагогија, туку ја додадовме и наставката и трансмедиумски практики, со цел да укажеме дека ние ги на некој начин поттикнуваме студентите критички да размислуваат, да не се држат само за медиумот кој што го избрале да го изучуваат, туку да комбинираат, нели да слободно да се изразуваат, и затоа таа наставка трансмедиумски практики. Значи ли или има ли примери, бидејќи споменавте дека како бруцоши некако им е потешко да веднаш влезат во скулптура, меѓутоа со годините потоа да се приклучат, да им биде некако како предизвик мотивацијски, па да се гледаат едни од други, знаат да се вклучат во таа категорија или веќе да преминат? Првата година од нашите студии токму заради тоа е осмислена така, бидејќи не сме сигурни дека го направиле вистинскиот избор, и тие не се сигурни. Значи имаат настава на сите катедри. Тие што се запишале, например, на графика и трансмедиумски практики, имаат настава и на сликарство и во скулптура. И доколку сметаат дека направиле погрешен избор, после првата година може да ја променат областа која што ја студираат од ликовната уметност. Иако нашиот факултет е така направен, ние навистина имаме мал број на студенти, иако не сме многу професори, меѓутоа наставата е менторска и е дозволено секако да ни се обратат доколку имаат интерес. Не се случувало ретко студенти од графика да побараат со професор од катедра за скулптура и трансмедиумски практики да ги користат попладневните часови и ателието и под нивен надзор да направат уметничко дело со кое што ќе се изразат во третата димензија. Значи, нашиот факултет пружа одредена слобода. Најбитно е само да се биде љубопитен,
вреден и да се истражува и да се работи. Така. Веќе ги објаснивте студиските програми, има ли некоја новина за годинава и знам дека постојано, тоа е со оние редовни групни изложби, завршни изложби. Верувам дека тоа ќе остане за оваа година. Новина оваа година е новата програма од втор циклус студии, визуелни комуникации, значи покрај оние кои што ги нарекуваме графика, скулптура и сликарство, ја имаме и визуелни комуникации. За жал и оваа година немаме наставен кадар за да ја започнеме и возобновиме конзервација и реставрација. Се надевам тоа ќе се случи набрзо. Визуелни комуникации всушност се однесува на сите аспекти од графичкиот дизајн, нели, она што е популарно наречено графички дизајн. Сакаме да понудиме една професионална платформа и шанса, значи студиите траат една година, каде што нашите постдипломци ќе можат од професионалци да го изучат занаетот и да се пласираат на професионалната сцена. А што кажавте за изложбите, тие ни се континуирани. Така. Значи, денеска сме на академски час на УКИМ, на платото на УКИМ. Утре ги доделуваме индексите и ги дочекуваме нашите бруцаши. Веќе од 9 октомври започнува тука во Сулијан работилница со австријска уметничка Регина Хардаба, која што ќе се однесува на букартот, значи уметноста во изразување во формат на книга, која што не мора да биде класична книга, нели? Потоа следува изложба и до декември мислам дека сме полни со активности, бидејќи и галериските простори ни се зафатени, а имаме и наши изложбени активности во ФЛУ Белград и АЛУ Сараево. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Уште еднаш успешна академска година. Ви благодарам и пријатен ден.